Владата на Република Македонија и парламентарното мнозинство, прекрашувајќи го уставот, деловникот, законите и процедурите, сакаат да протуркаат антидржавен и антиуставен договор кој е во спротивност со интересите на граѓаните на оваа земја. Владата, која го склучи овој штетен и противуставен договор, сега сака на мала врата, без дебата, да го втурне преку кршење на деловникот и процедурите токму овде во Собранието. Ако овој договор е толку добар за Република Македонија, зошто тогаш владата и парламентарното мнозинство бегаат од дебата, грубо кршејќи ги сите процедури? Ваквото однесување представува продолжување на самоволното и шверцерско однесување на власта, каде преседаните стануваат пракса, а кршењето на уставот, деловникот и законите секојдневие. Ова е трет пат, трет случај на грубо непочитување на процедурите. Прво, со изборот на Талат Џафери за така наречен председател на Собранието, потоа со законот за двојазичност и сега со договорот со Грција. Ратификацијата на меѓународни договори никогаш досега не се разгледувала во Комисијата за европски прашања, туку во Комисијата за надворешна политика. Пример за тоа, е договорот со Бугарија, кој што се разгледуваше во Комисијата за надворешни работи. Зошто тој договор е поразличен од овој договор? Секогаш кога власта сака нешто да протурка на мала врата, ги крши процедурите. Имаме кршење на деловникот и членот 135, каде точно се пропишува употребата на европското знаменце. Имаме кршење на член 118 став 4 од деловникот на Собранието, кој што предвидува дека со одлука за основање на работни тела и анкетните комисии се утврдува делокругот за работа и бројот на членови. Во одлуката за основање на постојните работни тела на Собранието на Република Македонија со архивски број 08-1380/1, донесена на 31. мај 2017 година, утврдено е дека надлежно работно тело за ратификација на меѓународни договори е Комисијата за надворешна политика. Власта и парламентарното мнозинство, заобиколувајќи Комисијата за надворешни работи, избегаа од дебата за овој капитулантски договор. Власта на Зоран Заев на овој начин не сака да ги слушне критиките од јавноста. Зошто прифати договор со кој се менува Уставот, се брише терминот Македонија и зошто го менуваат и задираат во националниот идентитет, се откажуваат од малцинствата, зошто спомениците ќе се прикажуваат за грчки, зошто прифаќаат еден модерен геноцид. И самиот Зоран Заев призна дека овој договор не е добар договор. За подпишување на ваквиот договор и негово противуставно и противделовничко спроведување во Собранието на Република Македонија ќе има соодветна одговорност. Ние за ваквиот противуставен договор ќе побараме и толкување од Венецијанската комисија за утврдување на правната природа на истиот договор. Имаме изигрување на правото и правната држава со цел легализирање на ова капитулантско дело. Тоа мора да биде правно санкционирано. Пратеничката група за сите идни чекори ќе ја извести јавност.